Добар ден и од нас, Зоран. Добар ден на сите што гледаат, што слушаат и што учествуваат во овој пренос или подобро да кажам начин на кој што ќе можеме денеска да примиме и да научиме многу повеќе од претходно. Точно, дефинитивно. Благодарност до Словењето, стварно беше прекрасно. Верувам дека се охрабривте и вие. Понекогаш, нели, што може да донесе славење на Бог, не може да донесе, можеби, ништо во целата година, зашто верувате не секој го доживуваат на таков начин, али тој што ќе го доживее или тој што ќе се впушти да го доживее на таков начин славењето на Бог, како да го славиш највозвишениот во твојот живот, тогаш несомнено доаѓаат промени, доаѓаат работи што можеби не сме ги очекувале. И затоа даваме, ако можно да кажам, таква улога на славењето или таков акцент ставаме врз славењето. Но, Зоран, ако нешто сум научил во животот, во мојот христијански живот е тоа дека и преку проповед го славиме Бог, дека преку начинот на како живееме, нели, свето и побожно, исто така го славиме нашиот Бог. Така да мислам дека сме на добро место да донесеме добри работи за секој од нас, почнувајќи од самиот себе, па нели и за сите. Така да уште еднаш добро дојдовте на неделната доза проповед или богослужба, ако милувате, иако е различно од она што го знаеме ние за богослужба, но дефинитивно знаеме дека вие сте таму, гледате, ние тука сме да споделиме, така да е на некој начин богослужба. Мешовита проповед, но со една цел. Се смеевме со Зоран пред да почнеме со... Немаме договарано ништо кој што ќе зборува. Нели, понекогаш треба да се водиме од примерите пред тоа. Иако пред тоа било добро, без договарање, свикаме, ајде, може ќе испадне и добро и овој пат. И само нешто ќе испадне, може би, него ќе биде супер, ќе биде навистинска добро, зашто недоговарани ќе зборуваме за многу битна тема што може би сега ќе звучи, Зоран, малку како да искори радикално према времењето во кој се или времето во кој се наоѓаме, но без разлика дали ќе звучи кај некого радикално, дали ќе звучи кај некого и меко, не смееме да се откажеме да не ги зборуваме овие работи. Овие работи се исклучителна важност во нашиот живот, во твојот живот и мора да се зборуваат. Ова е нешто што Господ нас ни зборува лично, преку Исус, преку Светиот Дух, преку апостолите, преку сите оние луѓе што го познавале Бог, и така да ние не смееме да прекинуваме таа нишка, ако можем така да кажам. Континуитетот во христијанството е многу битна работа, континуитетот во твојот живот е многу битна работа и не си дозволувај да го прекинуваш. Точно. Ајде ќе почнеме вака. Сакаме да збориме, јас сакам да зборам денеска за радост. И ја верувам дека радоста е неминовен и неопходен дел од животот на верникот. Всушност верувам дека радоста мора да биде дел од сечи живот, значи секој еден живот, секој еден човек кој што е жив, мора да поседува радоста, инаку животот ќе ја губи смислата на постоењето. И да кажам, луѓето ќе немаат причина зашто да живеат. Луѓето ќе немаат причина зашто да се разбудат следниот ден, ќе немаат причина зашто да идат на работа, да создаваат, да креираат. Едноставно ќе се изгуби сето тоа за кое што денеска сите ние се го гледаме и се радуваме, нели, гледаме разни технологии, гледаме разни уметнички дела. Ја верувам дека позади сите тие созданија, креации, дека постои тоа нешто кое што ги носело луѓето или што ги движило луѓето, а ја верувам дека тоа е радоста. Дури една од најслушаните, ја би рекол, класични музики или музика која што ја имаме денеска е Ода на радоста. Значи не е залудно се нарекуваат некои работи, се изразуваат на таков начин. И имам еден пријател, тој е наш заеднички пријател, тој е пастор на црква, и он вели вака, кога идам во разни места, разни држави, вели, првото нешто што гледам или сакам да го увидам е тоа каква е состојбата на кучињата. Ја викам, зашто сега кучињата? Што има врска кучињата со состојбата на луѓето? Вели, кога луѓето се грижат
за кучињата или на начинот на кој што се грижат за кучињата, ќе ми зборува каква е состојбата во цела една држава или како луѓето се однесуваат, каков е стандардот дури нивни. И првично тоа мене ми беше смешно, ми беше како може тоа така, но што повеќе го согледувам тоа или патувам јас во повеќе места, стварно е тоа така. Сега, нема да збориме за тоа, али јас со моите деца дома знаеме понекогаш да гледаме оние таленти, како музика, нели, музички таленти, и потоа имаш, нели, човекот кој што е талентот, кој што треба да пее, да перформира нешто, и го имаш жирито. Така, сега, направете експеримент. Значи, земете некој ден, ете на YouTube, најдете повеќе држави или повеќе места и со истата таа програма и гледајте ги водителите или тие што се судиите. Знаеш што мене ме плаши? Кога ги гледам судиите од овие простори, значи од Македонија, од Србија, од Бугарија, сите се озбилни. Сите се како да ова е крај на светот. А додека ги гледаш некои други места, тие се радосни, се радуваат, се смеат, па дури пеат заедно со тој човекот, значи го ослободуваат човекот. Така да некогаш гледајќи ги тие примери, таквите луѓе, на некој начин согледуваш до каде е радоста во луѓето, зашто сепак тие се познати луѓе. Така да некогаш од тие такви номинални работи, такви прости работи можеш да увидиш колкава е радоста во луѓето. И затоа некогаш ми е жал кога ќе ги видам такви луѓе намуртени и дури ајде не само тие, него луѓе на улица, сите се намуртени, некако лицата им се паднати и увидуваш дека радоста фали. Зоран, ќе согласи со мене ова во контекст на тоа ти што го зборуваш, дека ако ти дојде нутриционист виток, слаб, убав тен на кожата се, ти ќе му поверуваш во тоа што зборува и ќе му поверуваш на тоа што треба да јадеш, што треба да пиеш и ќе го правиш истото. Зошто? Што го гледаш примерот, она што го зборуваш ти. И не може на луѓето да им се продава нешто што ние не го веруваме. Точно. Да. Така да тоа е многу битно, тоа е исто битно со радоста и во контекст на тоа денеска се облекуваме во многу убави кошули со шарени бои. Баш да навистина тој процут што се случува надвор во пролетта, го искажеме не преку кошулите, тоа е мала шега, но вистинскиот процут што Господ го направи е процутот во нашата душа, во нашето срце. Таму дојде вистинскиот процут. И таму пред да почнеме, Зоран, тоест пред да продолжиме, нели, и подлабоко да навлегуваме, сакам да дадам еден мал совет. Мал совет околу нешто, да знаеш, ова оди на Facebook. И на Facebook луѓето се слободни, веќе кога си го ставил слободно да го гледаат, да го слушаат, да го читаат, слободни се да коментираат. И не се работи за коментирање. Треба да коментираат, треба да има конструктивна критика, треба да има се. Но сакам да дадам еден совет. Кога ќе слушнете нешто и кога за тоа ќе ви звучи добро, окей, не мора секогаш да се оди со контра на истото. Јас имам, најверојатно би имал контра на секој твој збор. Обратно и ти. И ние. Но ова е совет практичен, зошто? За да не се најдете постојано каде се контрате и ги испуштате вистинските нешта што може биле кажани токму денеска за вас. И ова е еден совет да едноставно не го прифаќајте сето ова. Нека дури некогаш и нека ве збунува, но оставете го во вас да работи. Оставете го вас да имплицира нешто. И ќе ги видите вистинските плодови на сето тоа. Затоа да не избрзуваме. Зошто го зборувам ова, Зоран? Зошто во многу пати прочитав на Facebook, па ова не е време на радост, па ова види какво се случува, што случува. Не разбирајќи, знаеш, евангелието не е никогаш, Зоран, половично евангелие. Па ние сада дошол Павле, насмеан, или Исус цело време бил насмеан и само за радост зборувал. Исус вика на друго место, со тажните тажете или со уплаканите плачете. Значи не станува збор и не треба да се мешаат тие некои нешта, него треба да се види вистинското, она кое се зборува сега, кое може би за во вистински период потребно и да му се даде простор во нас за разбирање, за прифаќање, а после тоа и за применување. Така да, ова е еден мал совет од мене да едноставно
Земете го ова, джвакајте го и ќе ги видите плодовите од сето тоа. Не дека ја и Зоран сме го кажале, не дека е апсолутна вистина, него нешто што на вистински вас може да ви значи во вашиот живот. И Зоран, ние во нашиот живот сме водени од многу нешта. Так. Водени од желба за докажување, водени од желба или не желба, него потреба за екзистенција, водени од чувства и емоции, водени од ниски страсти понекогаш, водени од само слепо водени од луѓе кои ги следиме. Но ајде сега ќе кажам за мојот живот, кога јас го запознав Христос на онаков начин како што сега зборувам за него, а тоа е начинот најблизок вид. Запознав една волја што се нарекува Божја волја. Каде што во прва Солуњани во 5 глава, мислам дека 16 до 18 стих ќе го прочитаме тоа, кажува што е уствари слободна Божјата волја и што ние би требало да следиме. Знаеш, ова што го набрав како примери не изостанува, дефинитивно е тука, дефинитивно некогаш ние ја имаме таа борба за екзистенција. Понекогаш сме луѓе што имаме потреба за докажување и сите тие нешта, но ако ја најдеме вистинското водство од Божјата волја, тоа ќе се најдеме на вистински шини, каде што не лесно можеме да се мрнеме лево или десно. Да бидеме изместени. И интересно е што она што го спомна ти за Балканот, Зоран, баш Павле за радоста највеќе зборува кога им се обраќа на македонските цркви. На македонците. И знаете, може би биле радосни во тоа време, но таа премудрост на Павле, таа премудрост на Божјото Слово, на Светиот Дух, таа ни укажува нешто дека ако е нешто запишано, ќе ви треба понатаму да нонстоп се навраќате на истото. И во Филипјаните зборува радувајте се, и пак ќе кажам радувајте се, а он во окови. Мислам, нели, нема врска оваа ситуација сегашна со таа ситуација на раната црква, што се им се случувало. Така да не станува збор дека ние не ги разбираме моментално времињата. Напротив, зашто ги разбираме времињата, сакаме да донесеме квалитет плюс во нашиот живот. И јас, Зоран, овие неколку стиха ги нареков по моје исправен став кон животот. Ова што ја прочитам за мене е исправен став кон животот. Само да го најдеме. Значи рековме прва Солунците, 5 глава, од 16 до 18 стих. Ајде заедно да ја прочитаме. Павле кажува: радувајте се секогаш, молете се постојано и благодарете во се, зашто тоа е Божјата волја за нас во Христос Исус. Амин. Ние понекогаш, извини Зоран, ги мешаме работите со повик за нашиот живот и тоа е комплексно нешто што ќе го истражуваме, но ева Божјата волја во Христос ставена за сите нас. Радувајте се секогаш, молете се постојано и благодарете во се. Зоран? Знаеш, ме подсети баш кога го спомна овој стих за дури во Стариот Завет. Радоста била неопходен дел за нивните животи. Ние мислиме, нели, кога збориме за Стариот Завет, за тие можеби што не читале Стар Завет, збориме за пред 2-3 години, можеби повеќе. И викаме, тие биле тогаш, нели, примитивни луѓе. Не е точно. Значи, Соломон, најмудриот човек кој што некогаш живеел во Стариот Завет, значи, немало помудар човек од него, немало поуспешен човек од него. И он ни дава совети и вели, радоста е како лек, како медицина за коските и за телото. Значи, радоста е медицината, радоста е лекот кој што ние го имаме. Ја би рекол, радоста е лекот за времињата. Значи, за сите времиња, радоста е лекот. За сите генерации, за сите луѓе. Значи, не постои нешто подобро од радоста. Всушност, ја би рекол дека радоста, бидејќи е толку силна, бидејќи е толку од таква голема вредност, за оние кои што може би, читале или не читале, ние зборуваме или не слушале, ние зборуваме за благодат. Значи, зборуваме толку многу за благодат, објаснуваме што е благодат, што значи благодат, се нарекуваме црква на благодат, тоест, ја промовираме благодата нашиот Господ Исус Христос. Значи, не нашата благодат, него неговата благодат. Сега, грчкиот збор за благодат, најпросто кажано е карис.
Океј, значи самиот збор е карис. Тој се употребува, тој е збор што се употребувал и предходно, значи пред да биде употребен од Павле, од црквата, употребен во Новиот Завет. И дури филозофите, значи филозофите пред Исус, кога зборувале за благодат, зборувале дека благодата е всушност убавината или пак радоста на секое креирано нешто. Значи кога они го гледале цвеќето, кога гледале некое цвеќе, некое дрво, некоја градба, дури некој човек, и они викале, леле види колку е убаво ова, и се радувале на таа убавина. Со други зборови викале, видија благодата што е врз или во ова нешто, и затоа што ја гледале благодата, се радувале на тоа што го гледале. Сега, интересно е што грчкиот збор за радост е истиот збор кој што се користи за благодат. Со други зборови, коренот или изворот на радоста е всушност благодата. Така да, разбирајќи ја благодата, препознавајќи ја благодата во работите, во луѓето, ти се радуваш. Препознавајќи ја благодата во твојот живот, ти се радуваш. Тоа значи дека ти можеш секој ден да се разбудиш, да ја препознаеш или ја препознаваш таа благодат и викаш, леле, колку благодат ми е дадена. И кога првото нешто што ти доаѓа не е тага, не е очај, не е страв, не е исплашеност, него е радост. И затоа е толку чудно за мнозина, мене ми рекле, абе ти нешто сигурно зимаш, вие сигурно нешто зимате, не може вие да сте толку радосни, не може вие покрај сите овие работи што се случуваат, вие насмеани, не знам што, сигурно после камериеве кои ќе се отидете сте намуртени. Не сум. Ја некогаш од толку што сум насмеан, луѓето ме замеруваат, викаат, абе ти дај озбили се малце. Сега, што е интересната работа, што радоста е таа не се крие, таа не можеш да скриеш. Тоа е како на пример, нели, некој идеш на улица и некој вика, види колку е убав дечково. Значи тој што сака нека прави, тој е убав. Или пак некој ќе каже, види ја колава колку е убава. Значи таа и да има прашина на нејзе, и да има кал, пак е убава. Значи што и да се случува, таа блика од радост или подобро кажам блика од убавина или обратно. Така да затоа радоста не може да се скрие. Да не може да скриеш, таа е дел од нашите животи, таа е дел од нашата душа. И може би понатаму малку ќе спомнам за душата, али таа е неминовен дел од душата. И мораме да направиме разлика или прво да се научиме што и дозволуваме на душата да вкусува. Затоа што тоа што ќе јадеш и од тоа што ќе пиеш, тоа ќе излегува низ твојата уста, низ твоето срце, низ твојот ум, низ твоите мисли. Затоа што вика не може од еден извор да тече горчлива вода и сладка вода. Така да тоа малце може би понатаму ќе го подлабочам, али радоста и благодата тие се twins, како се ката, близнаци. Ти не можеш да ги раздвоиш. Точно, дефинитивно. Вчера на Facebook малце покасно го најавив овој разговор со една реченица, Зоран, што сум ме кажал во Оџак на една конференција, може би не знам пред 5-6 години, зборувајќи за радост, и таму кажав дека она што и ти го зборуваш, дека по радоста ќе не препознаат или ајде точно да ми текна на реченицата, радоста не издава дека припаѓаме на Христос. Так. И така да не можеш да го скриеш, најзошто страна не можеш да скриеш нешто што е духовно и нешто што е дар од Светиот Дух. Знаеш, радоста е плод на Светиот Дух. И е во нас. Радоста има многу, како што има фама, многу кренато за надежта дека последна умира. Така да има една небулоза, ако можам да кажам, околу радоста дека таа може некој да ти ја одземе радоста. Да, не може нешто да ти одземе што нешто Всевишниот ти го дал. Но можеш да дозволиш за момент да ти биде украдено, да бидеш ограбен за момент од таа радост. И не се работи дали некој ќе те ограби, се работи дали ќе му дозволиш да тој некој те ограби. Така да радоста е плод на Светиот Дух и ние за таква радост зборуваме. Не зборуваме само за минлива насмевка. Не зборуваме само за минливо чувство и емоција што поминува. Тие се дел од ова што го нарекуваме радост, но радоста небесна е нешто во кое си роден, нешто во кое си создаден. Ако си создаден по благодат,
Ако си роден во благодат, тогаш си роден во радост и не можеш поинаку. Ќе видите, ќе дојдете до момент каде што не можете поинаку. Со вашиот растеж несомнено доаѓа растеж во радоста и во благодарноста, нешто што ќе спомнеме, нешто се исто тесно поврзани што ќе спомнеме понатаму. Ја би се навратил Зоран пак на овој стих за нешто да доловам, зашто ја секогаш сакам да ги читам онака длабоко стиховите, не туку така ги поминувам или заминувам него, ако е еден, ама му се навраќам неколку пати. И вика, радувајте се секогаш. Секогаш е одредница временска. Значи постојано, секогаш. Бидете секогаш во радост, ама како секогаш имаме коронавирус, имаме ова, ама не радувајте се секогаш. Што значи тоа? Биди во мод. Биди во начин на живот на радост. Тоа не значи дека ти не ги препознаваш работите. Тоа не значи дека кога ќе ти се јави некој близо, подалечен и ќе ти ја каже твојата мака, неговата мака, ти нема да се учествуваш со него. Тоа не значи дека ти не ги препознаваш времињата и работите во твојот живот. Но не им дозволуваш да ти ја ограбат, она што кажав, радоста. Понатаму што вика, молете се постојано. Сега, ако има постојано, тогаш има и непостојано. И Јаков зборува за непостојаноста на работите. И зашто е многу битно постојано? Ова е нешто што се расте, ова е нешто што се напредува, ако можам да кажам, но од исклучителна важност, зашто Јаков кажува, ако сте непостојани, не очекувате дека ќе добиете нешто. Значи, и тоа е чиста вистина. Зошто? Бог, вашиот Бог, мојот Бог, е постојан во неговите намери, постојан во неговите ветувања, постојан на неговите патишта, постојан на неговиот пат. Зашто ги разликувам патишта и пат? Зашто старозаветниот поим за патишта, каде што Јован Крстителот кажува исправете ги патиштата, е тој старозаветен поим за патиштата, каде што Бог нонстоп им ги исправа. И кај што се нарекува пат, тоа е тој новозаветен пат, што сега Исаија го пророкуваше кога кажуваше ќе направам нов завет и еве правам се ново, реки меѓу пустините и патишта меѓу степите и ќе процутува и таму ќе се населуваат. Тоа е тој пат што Христос го отвори. Тој е тој нов завет што Христос го отвори. Знаеш, Зоран, колку многу размислував. Имаме ние и во времето на Павле луѓе го проповедале Христос од разни побуди. Ради себичните или ради се. И Павле им вика, ако некој проповедаат. Но вие проповедате го е радосната вест. Не може нерадосен човек да проповеда радосна вест или обратно. Само радосен човек може да проповеда радосна вест. Не залудно она што ние го нарекуваме Евангелие, или изворниот збор на она што ние го нарекуваме добра вест или Евангелие, или она што го проповедаме, е добра вест. Значи, не може нешто што е добро да биде тажно. Значи, тоа не иде заедно. И затоа кога ние проповедаме, мораме да дојдеме до тој заклучок или мораме да истапиме од таа платформа, дека ние веќе сме допрени со таа добра вест, веќе таа добра вест е добра вест, го смени начинот на нашето размислување. Што смени добрата вест? Добрата вест ги смени лошите вести. Затоа што ние сме научени да слушаме лоши вести. Значи, ние постојано сме примале лоши вести. Всушност, ја мора да кажам ова. Кога јас се спасив, сега ќе звучи чудно за некој се спаси, некој не верува дека може да се спасиш сега, ама ја верувам, бидејќи бев спасен од една темнина. Значи, знаеш, порано кога идевме у школа и кога требаше да те испрашува, нели? Да. И кога ќе ги спрашаат другите, и те не дошол твојот ред, и што викавме порано, леле, се спасив, Да. И тоа толку сме го користеле тоа се спасив, тек после, ја кога поверував, тек тогаш ми стана јасно што јас сум зборувал цело време. Значи, никаме, се спасив денеска, не ме одраа. И, така да, ја, кога 95-та година поверував во Исус, кога спасението дојде во мојот живот, кога јас го вкусив спасението, добрата вест ги истурна, ги оттурна лошите работи или пак лошите предвидувања за мојот живот, кои што можеби некој други ставил, а најповеќе од сите други јас сум ги создал. Бидејќи човек без добрата вест, човек без Светиот Дух, човек без Христос не може да формира во себе си добра платформа. Не може да формира во себе си добри предвидувања. Всушност, вели,
мислам дека е Псалм 10 Псалм 28 стих така нешто. А мислам дека 10 Псалм ќе најдеме. Вели вака, проспектите на праведникот, проспектот на праведникот е радост. Но вели дури надежта на неверникот пропаѓа. Значи, неверните луѓе се надеваат, тоа некаде ќе успеат во животот, се мотивираат себе си, вежбаат, идат, прават се и се што, но тоа им пропаѓа. Но вели, основицата на праведникот, она што го држи, она што го гледа, она што му е пред очите, е радоста негова. Така да, ние знаеме дека кога не допре добрата вест, кога не допре спасението, кога ние се спасивме од таа темнина, добрата вест ги оттурна од нас лошите вести. И затоа во нас сега има само добри работи, добри вести. И затоа Павле, Јован, Петар, Јаков и било кој друг кој што пишува во Новиот Завет, дури во Стариот Завет, постојано не советуваат и не изборуваат луѓе, без радоста Господова, вие немате сила, вие ќе се потрошите, вие ќе се уморите. Всушност, еден од стиховите кој што е употребен, кој што се употребува денеска толку често, вели, Господовата радост е вашата сила. Значи, за да бидеш силен во било што, да се грижиш за себе си, за другите, за фамилијата, за твојата работа, за твојот бизнис, за што и да се грижиш, да се трудиш да го работиш, мора да имаш радост. И тоа мора да доаѓа, и таа доаѓа надворешно, или да кажам, таа е небесна радост. Таа не е, како што рековме, емоционална. Да, емоциите се дел од изразот. И тие се неминовен дел, тие мора да постојат, тие се, како да кажам, тие, усвари, насмевката го иритира ѓаволот. Така ја би рекол, значи, дури кога имаш проблеми, дури кога непријателот ти прави сопки, ти прави проблеми, преку твојот живот, преку другите животи, преку луѓето околу тебе, смеј се. И ја мислам дека тоа ќе го натера ѓаволот да бега од тебе, ќе рече ова не е нормален. Како може видео, треба да се љути, треба да се и ќе избега од тебе. Така да, затоа вика писателот, вика приближете му Јаков, вика приближете му на Господ и вика ѓаволот ќе бега. Што значи, што се случува кога човек се приближува кон нешто убаво? Тој човек се радува. Значи кога некој ќе ти каже, еј Зоран, таму на 10 метри од овдека имаш скриено богатство. Ја што повеќе се приближувам кон тоа богатство, што правам? Се смејам, се радувам, да, и се друго околу мене, целиот тој црн облак бега. Така да не станува збор колку ние може да се приближиме на Бог, него кога правиме чекори кои што се инспирирани од таа радост излегува надвор од нас и потоа ние можеме да се смееме. Точно. Зоран, клучното нешто што Христос го водеше во страдалните маки на крстот, клучното нешто што Павле можеше да надмине се што му случуваше и не само Павле, и Јован неколку пати мислам дека е пржен во зетин, фрлан и се, беше радоста, инната радост, а тоа сме ние. Да. И мислам дека како главно се поставува тука која е нашата инна радост. А тоа се сите оние луѓе што ќе го дознаат, што ќе го запознаат нашиот Бог. И знаеш како, многу пати кога сме збореле со многу луѓе што не го разбираат начинот на изразвивање наш, што не го разбираат Бог на како што ние го разбираме, и викаве, добро со тоа спасението. Дај да се радуваме нешто за тука, да видиме, да проживееме се, па за тоа не знаеме кој ќе дојде, како ќе дојде. И најнаш некако во нивните очи делува како радоста за спасението е загуба. Јас не верувам такво нешто. Јас верувам дека да се радуваш за спасението е сила, она што го кажа ти, радоста е сила. Да се радуваш за спасението е придобивка. Дури и да нема ни за едно друго. Иако не навлегуваме во Петар следовите за живот и побожност што е потребно, не влегуваме во фалби, во се него, дури и да нема ни едно. Радоста за спасението, радоста за тоа што го направил Бог во твојот живот, може да ти биде причина да стануваш секое утро и да кажеш имам за што да стана. Последно време, Зоран, зборувам со многу луѓе да почнуваат да размислуваат дека имаат за што да станат. Зашто луѓето најнаш, посебно во оваа некако карантинска состојба, најнаш се доведуваат дека немаат за што да се разбудат. Немаат за што да станат, немаат да не одам до таму дека и немаат за што да живеат. И јас, секој што има вакви мисли во моментот, ја ти кажувам дека имаш
зашто да се разбудиш. Амен. Имаш зашто да станеш, имаш зашто да живееш. И направи го тоа. Согледај се ти лично во Христос, најди ја радоста, што не може да ти одземе никој друг, ниту една бура во твојот живот, ниту еден човек со негативни мисли што дошол кон тебе, никој, баш никој не може да ти одземе радоста што е во Христос Исус. И почни да благодариш во се. Wow. Ако не знаеш како да се радуваш, Wow. почни да благодариш во се. Се значи се. Се значи, Зоран, и тоа што го имаме, се значи и тоа што го немаме. Ние треба да бидеме благодарни и за работите што ги немаме. Так. Некогаш Господ не штити со работите што ги немаме, а што ние можеби и толку многу сме ги очекувале. И затоа стихот што го читав на крај вика благодарете во се. Се значи се. Така да ќе продолжиме нешто и во благодарност. Уште малку да задржиме на радоста, зашто верувам дека излишен збор е тоа од исклучителна важност. Верувам дека тоа е начин на живот што не смее да се занемари никако. Најдете начин. Слушајте ме. Отворете Библија. Прашајте го некој до вас што е радосен. И научете како да се радувате во вашиот живот. Павле, Зоран, на неколку места, кога го читам, делува како неуништив. Да, и они тоа го дознале, они тоа го дознале и се понашале како неуништив. Зошто Павле вика и смртта ми е придобивка, и животот ми е придобивка, и се радувам во окови, и се најнаш станува човек неуништив. Ами и опасен. И опасен. И пази, многу пати ние за она што го каже опасен, многу пати ние сме размислувале за апостолите дека ради што биле тепани, гњавени, гмечени, никој ништо. Апостолите го свртеле светот. Таму каде што оделе на некои места им се клањале, биле секој и се што. Не ја подценувале луѓето радоста што е во нив, него учеле од таа радост. Да, и примале. И примале од таа радост. За да можат и они да трчаат, како што и они трчале. И затоа ние сега сме во ваква ситуација да можеме да зборуваме за ова, зашто оној континуитет што го спомнаме, таа историја на радост во црквата, иако понекогаш може би занемарена, никогаш не згасната, не допрела нас во нашите срца. Точно. Јас сум длабоко убеден и уверен дека радоста е инспирацијата за креативност. И јас верувам дека многу, ја би рекол скоро сите, ајде да не кажам сите, али ја би рекол голем дел од сите тие научници, уметници, луѓе кои што создавале нешто, дека тие морале да ги создадат од некаква си радост, бидејќи имале инспирација. И јас верувам дека радоста е, како што рековме, дека е лекот за сите генерации и е лек за оваа генерација. Ја некако внатре во себе го поседувам тоа дека ако човек се научи и ако ја најде рецептата или пак начинот како да се радува или како да ја прими таа, како да се научи да ја прима таа радост која што веќе е во нас. Значи ја не верувам дека радоста е негде далеко или пак дека треба да ја бараме. Всушност, ако си спасен, ако веруваш во Христос, ако Светиот Дух живее во тебе, значи ова е голема тајна. Ова е за сите христијани во Македонија, сите што го разбираат ова што го зборуваме, и ако биде преведено за цел свет. Иако можеби ова не е моја, ја не го кажав ова е веќе напишено. Значи, ако го имаш Светиот Дух во тебе, ти веќе ја имаш радоста внатре во тебе. Значи, ти не треба да ја бараш никаде на друго место. Единствено само што треба да направиш е да ја научиш како да ја истражиш. А тоа што во Римјаните 14 глава 17 стих. Римјаните 14 глава 17 стих. Вели вака почнува. Вели и сега Божјото царство. Значи он го пишува како изгледа Божјото царство. Вика Божјото царство не е ниту јадење, ниту пиење. Значи одма ги трга на страна двете работи што се основни за некои култури. Значи вика да може да се најадеме, да се напиеме и да се израдуваме, нели? Завчера беше 1 мај и знам дека и кај вас било така. Значи на сите страни музика, на сите страни скара и навидум луѓето се радуваат. На што се радуваат? Се радуваат на чадот, на чадено месо
и на течност која што има боја, на алкохол. И они мислат дека од тоа радоста е. И утре дента го среќаваш човекот, вака, наведна целиот, добро утро комшија, добро утро. Значи радоста не била, тоа не е радост. Тоа е само нешто примитивно. Значи тоа е некоја форма на примитивна радост или примитивна смеа. Или задоволство. И задоволство, да. Сега, вика, Божјото царство не е јадење и пиење, туку е праведност, мир и радост во Светиот Дух. Значи, Светиот Дух ја поседува праведноста, мирот и радоста. Така да, моментот кога го прими Светиот Дух, радоста влезе во тебе, мирот влезе во тебе, праведноста влезе во тебе. И сега веќе ти немаш потреба да ги истражува, да ги бараш од негде однадвор, туку тие веќе се во тебе. И сега единствено што останува е да се научиш преку некој друг човек или некој друг пример или некое друго поучување да понизно прифатиш, да ги прифатиш нивните животи и да кажеш како бе ти се радуваш вака. И ти му кажеш, еве, вака ја се радувам. Еден од принципите кој што јас верувам дека е ексклузивен и основен е благодарноста. Значи, благодарноста е нешто што ќе те научи како да се радуваш, или па како да ја искажуваш или како да таа радост во тебе се излева, дури да има облик на насмевка. И ако некој каже, абе Зоран, ние имаме насипани зъби, напреги да можеш да се смееш. Така да, благодарноста е, ја би рекол, принципот, основата на која што ќе можеш да почнеш да има и други начини, али ја би рекол основниот е благодарноста. Искрено јас и мојата сопруга Ребека некогаш мислам дека сме дури, луѓето мислат дека претеруваме кога кажуваме фала. Ние сме научени да кажуваме еј фала. Зашто било што некој да направи нешто за нас, не еднаш, не 2 пати, не 3 пати, 5 пати ќе им кажеме фала. После 5 години ќе ни текне кажеме еј фала. После 20 години, ја после 20 години на Александар Дуковски му викам фала што ми зборуваше за Исус. Значи, после 23 години јас се уште сум благодарен дека некој ми проповедаше за Евангелието, ми го проповедаше Евангелието за Исус и се уште сум благодарен. И ние знаеме многу често да кажеме Господи Исусе, фала ти што го прати. Значи, благодарноста те прави да бидеш радосен. Ја потикнува радоста во тебе да блика, да се излева, да се покажува на разни начини. Така да благодарноста е еден голем дел. Само еден стих. Ова е во Филипјани 4:6. Филипјаните 4 глава 6 стих, каде што вели Павле им дава препораки на филипјаните. Знаеш каде е Филипи? Филипи не е многу далеко од нас, на неколку сати. И вели вака, не грежете се за ништо. Туку вели радувајте се. И вели сите ваши молби, сите ваши прозби, сите ваши молитви, вели, принесувајте ги пред Господа. Но со што? Вели, со благодарност. Значи, благодарноста мора да биде испреплетена во било која молитва, во било која, ама Господи, радувај се. Значи, благодарноста мора да биде вметната во сето тоа. И што вика понатаму? И вели, и кога ќе го правите тоа, вели, Божиот мир. Значи, следното нешто, вели Божиот мир, кој што е над секое разбирање. А што е Божиот мир над секое разбирање? Знаеш што е? Радост. Значи, кога луѓето викаат, абе, како ти имаш мир во оваа ситуација? Викаат, не те разбираме. Па не ме разбира, затоа што тоа доаѓа од внатре. И вели, и Божиот мир ќе ги чува, ќе ги заштитува, ќе го заштитува вашето срце и вели, и вашите мисли во Господ Исус Христос. Значи, благодарноста е тој момент каде што радоста излегува, мирот е покажан и она што ти кажа нескриеното е постојано, она што не може да се скрие е постојано видливо. Вау, многу. Ајде тебе ти реци. Да не разберат луѓето погрешно, дека не се радуваме ние на храната, во оригиналниот превод во Римјани
пишува не е само Така. јадење и пиење, него радост, праведност и мир во Светиот Дух. И ние го зборуваме ова, не е само, што значи? Дека да, ние ги разбираме работите, ги уживаме нештата се, но фокусот, оно што Зоран сакаше да го објасни, оно што го објаснуваше, оно што сакаме да го доловиме, фокусот е многу битен на што ќе го ставиме. Фокусот е, но Божјото царство е радост, праведност и мир во Светиот Дух. Вау. Радоста во твојот живот, мирот што ја објавува радоста во твојот живот, ќе го надмине секое разбирање на тоа што е бура во твојот живот, на тоа што е проблем во твојот живот, ќе го надмине секое разбирање, Зоран, на тоа како си го перцепирал Господ до тогаш во твојот живот. Тој мир, таа радост што во тебе тлее, а треба да се разгорува. Така да, дај ти поголем простор на радоста во вашиот живот. Немојте да ја притискате негде длабоко. Немојте да ја штедите таа насмевка, луѓе. Едноставно дајте радоста нека заземе толку голем простор што ќе опфати многу нешта во нашиот живот. Да. За тоа да го направите, почнете да бидете благодарни и тоа како што кажа Павле, како што прочитавме, благодарни во се. Не исклучувајте ги работите. Јас ова го разбирам и за ова можам да бидам благодарен. Па за ова можам помалку, али ова не го разбирам и затоа не можам да бидам благодарен. А знам во кого верувам, во кого поверував и знам кој ми е заштита, кој е моја подкрепа. Кога го знаете тоа, кога имате највисокото мислење. Зоран, јас ово кажав одамна, али вчера некако го најдов меѓу списите таму кај што сум пишувал, сум зборувал некој за стравопочит. Да, и зошто го спомнувам ова? Зашто почнав да зборувам за да го разбираме нашиот највозвишен Бог и не е одвојување на темата, напротив е многу блиско до темата. И сум пишал таму стравопочит е, ова е моје мислење за тоа што е стравопочит, да имаш највисоко мислење за твојот Бог, да имаш најголемо благодарам на твојот Спасител и да му се препуштиш на најмудриот учител, Светиот Дух. Тоа е стравопочит во Бог. Кога ова нешто ќе го знаеме, ќе го имаме, ќе му се радуваме и ќе му благодариме на нашиот Спасител за радоста што ја донесе во нашиот живот. Ние навистински ќе го знаеме Бог во целост, како што кажува Јован, ви го зборувам вам, татковци, Бог кој беше од почетокот. Ќе го знаеме во цела негова целина, во цел негов интегритет. За тоа ни е потребна благодарноста во се. Верата и благодарноста се нераскинливи нешта. Каде што кажува во Марко Исус, верен си во малку, ќе те поставам на многу. На истото се мисли благодарен си во малку, ќе те поставам на многу. Влези во мојот одмор, влези во мојата радост. Знаеш, е интересно, ја не знам за тебе, али ја мислам дека столиците се радуваат. Се радуваат. Ја не знам за Колки вас. се радуваат? Колки постојано се радуваат? Значи, кога се зборува за, видите, затоа велиме, ако зборуваме ние, ако сме тука ние, како да кажам, обседнати со лоши мисли и со лоши предвидувања, кажеме готово е, више крајот е. Дури таа ескатологија што ете ја спомнуваат сега, поготово сега, и викаат леле готово крајот е. Па ти ако знаеш дека е крајот, ти готов си. Значи више ти си готов. Но бидејќи ние знаеме или па како што кажал некој, ако ти веќе знаеш дека утре ќе заврши овој свет, зашто садиш? Зашто садиш дрва? Зашто се трудиш за нешто? Но бидејќи ние знаеме дека се уште имаме простор, се уште имаме време, се уште имаме можност да проповедаме, да живееме, да се размножуваме, да градиме. Значи ние тоа го правиме затоа што таа радост е ставена во нас и таа амбиција, таа желба, таа ни го дава тој порив на не само на умешност, него на визија, да бидеме луѓе визионери. И
единствен начин, јас верувам да живееме во дури во вакви времења каде што сите кажуваат тешко е, лошо е, ако ја и ти дека кога седиме и сме обседнати со такви мисли или пак сме утврдени со такви мисли, ние не можеме да се радуваме. Ние на слушателите ќе им донесеме уште потежок ден, уште потешко бреме, уште потешки ситуации. Јас никаде не го наоѓам Исус да кажува грижете се. Значи никаде не пише грижете се. Значи ја го читам Исус и вика не грижете се. Ама не грижете се. На друго место не грижете се. На второ место не плашете се. Значи Исус никаде не вика вие христијаните кои ќе дојдат било какви времења плашете се и грижете се. Значи всушност грижата е навреда кон Исус, стравот е навреда кон љубовта што е во нас. Така да Исус никаде не кажува и грижете се и плашете се или пак бидете во негативно исчекување. Не, он секаде вика бидете постојано во добри очекувања, имајте вера, верата ги гледа нештата што очите не ги гледаат. И само еден стих дека ќе прочитам кој што уште сабајлево додека се возев навам викам овој стих мора да го прочитам. Овој стих мора да го малку да го објаснам, а тоа што верувам дека на некој човек ќе му го смени правецот, ќе му смени начин на размислување. И ова е во 1 Петрова 1 глава, 8-9 стих, само бидејќи малку подолг ќе прочитам како што стои. Океј, 1 Петрова 1 глава, 8-9 стих. Вели вака: иако него гледаме него. Значи ова е точно баш за секој еден човек кој што вика: абе како е да се радувам кога не гледам пред мене ништо да се радувам? Како ти верувате ви у тој Господ кога не го гледаме пред нас? Како вие тоа и кажувате сите тие работи, а не гледаме? Видите што пишува Петар. Вика: иако ние го немаме видено, значи вели и не го гледаме во овој момент, вели ние веруваме во него. И не само што веруваме, него сега оваа вера која што кога човек ќе каже јас сакам и можам да верувам во овој Исус. Вели истата таа вера која ќе, иако не го гледаме со нашите очи, вели не исполнува со неискажлива и со радост која што е овенчана со слава. Значи не збориме само за као дајде, него верата која што е во нас донесува неискажива радост. Колку пати јас сум сакал да им искажам на луѓето што све има во мене. И многу пати сум го слушнал Светиот Дух, нема да знаеш да го искажеш тоа. И екам, ама ќе пробам. И ти так, и не може, не иде. Зашто? А тоа што тоа е неискажива радост. Таа не се искажува, таа само се живее. Таа тија си ја вкусил, ја имаш во тебе и живееш со нејзе. И независно што луѓето велат, абе ти си ваков, ти си луд, ти си... Не, ја не сум луд, него точно знам. И заради таа вера која што јас ја имам во мене, вели дека радоста ме исполнува. И таа радост е неискажива и е со славна надеж. И 9 стих вели и вели вака: и затоа вика вие го примате крајниот резултат на вашата вера. Кој е крајниот резултат на вашата вера? Спасението на душите. Кога? Ја би рекол сега и за секогаш. Значи ние кога ние велиме спасени на душите, ја не верувам дека тоа се однесува само некогаш кога сите или кога човек ќе умре или кога Исус ќе дојде, тогаш е тој крајниот резултат спасението на душите. Не, него сега во овој момент, во овој живот, во овие години, ти во таа вера се исполнуваш со неискажива радост, со радост која што е венчана со слава, и го добиваш крајниот резултат. Значи, кој е крајниот резултат на твојата вера? Радоста. Така да, некој ќе каже, ама јас сум верник, јас секогаш треба да бидем сериозен, јас сум намуртен, види ги овие монасиве што тие сите се намуртени. Абе тие може се намуртени, ма не ја разбрале поентата на верата. Поентата на верата или крајниот исход на верата е спасението на душата од што? Од грижата и од стравот. Точно. И затоа сега душата моја и душата твоја и твојата душа може да ја живеат радоста секојдневно. Тоа е што верата го прави. Така да, ако си ти наново роден, ако си спасен, верата твоја веќе направила, веќе овозможила да ти бидеш радосен и да крајниот резултат, спасението
на твојата душа е веќе видливо на секој друг, на секој еден човек околу тебе, а и на самиот тебе. Така да, кога станува збор за спасение на душата, не е тоа некогаш и некаде, него е сега и денеска, каде што веќе е видливо и не може да се скрие. Амин. Вау, Столчево вика се радувам. Вау. Текна Зоран Ана, жена потиштена во Стариот Завет, тргната на страна, зашто не можела да роди. И знаеш, во таков случај ти престануваат две работи. Отфрлен си од семејството, отфрлен си од мажот, отфрлен си од општеството, отфрлен си од сите и ти останува само Бог. Да. И понекогаш ние лошо перцепираме, зашто кога ти останува само Бог, тогаш е најдобро. Јас сум го увидел во тоа живот, кога остануваш само на Бог и на Него да се надуваш, тогаш излегуваат најдобрите нешта. И не се случува истото. Во прва книга од Самуил, втората глава, Ана кажува нешто што научниците уште го истражуваат и уште го кажуваат и уште пишуваат за него, а она била жена, пишува проста жена, отфрлена, што добила дете и ради таа благодарност кон Господ ги кажува едни од најубавите работи и може да ги прочитам само за кратко. Тоа е цела страна, но ја ќе прочитам само неколку стихови. Го подига, добро, само да ги најдам. Само да видам, да се снајдам. Ајде ќе почнам. Да, тука е. Ајде ќе почнам. На тоа Ана се помоли вака: моето срце воскликнува во Господа. Расте мојата сила преку мојот Бог. Устата ми се шири на моите непријатели, зашто се радувам на Твојата помош, Господе. Никој не е свет како што е Господ. Вау. Зашто нема никого освен Тебе. И нема стена како што е нашиот Бог. Не зборувајте многу горделиви зборови. Нека не излегува дрскост од вашата уста, зашто Господ е сезнаечки Бог. Тој ги пресудува право делата. Се крши лакот на јунаците. Слабите се опашуваат со сила. Ситите сега се мачат за леп, гладните веќе не гладуваат. Неродилката раѓа 7 пати. Мајката на многуте деца изнамоштува. Господ дава смрти и живот, спушти во гроб и оттаму издига. И ова е и пророштво за самиот Христос. Господ осиромашува и избогатува. Ова многу ќе го сватат или го имаат размислува на погрешен начин. Размислував за како Господ мора да осиромаши тебе, мора да ме осиромаши мене за да не збогати. Мора да не осиромаши од нашите дела, Зоран. Бог не спаси ради нашите дела, колку и да биле во момент добри и праведни. Бог не спаси ради неговата радост, што ја виде во нас. И како што ние наблюдуваме природата, посебно во овој период, седеме со Данче на тераса и му викам Зоран, никогаш не сум приметил целосно како раззеленува се. И понекогаш и во нашиот живот не можеме целосно да приметиме како се раззеленува, но Господ сепак работи и раззеленува се во нашиот живот. Така да како што ние наблюдуваме природата, не ги наблюдуваме нештата, Бог не наблюдува со радост и гледа како растеме. Затоа Бог мора да те осиромаши од твоите дела, твојата егоцентрична самоправедност, горделивост, за да може да стави во тебе тие плодови на духот, праведност, радост и мир. И уште 2 стиха. Го подига бедниот од правот, сиромашниот го возвишува од буништите, за да ги седне со кнезовите и за да наследат славен престол, зашто Господови се столбовите на земјата. И тој ја стави врз нив вселената. Вау. Значи, што сакам да кажам со ова, освен сите тие убави стихови, Зоран, кога радоста во твојот живот ќе навлезе длабоко, ти ќе не можеш ништо поинако, освен на восхитувачки начин да зборуваш за твојот Бог, за твојот Спасител.
Ја верувам дека наистина многу работи денеска кажавме и дека не само што кажавме, него се искажавме и дека ја верувам дека добро е да се искажуваме. Добро е да секој еден христијанин, добро е да секој еден човек го искажува да искажува таа радост внатре во него. Ја верувам дека ако нешто денеска требаше да научиме или нешто да донесеме на оваа маса, а тоа е дека радоста е неминовен дел од нашите животи како христијани, дека благодарноста ја управува радоста, или подобро кажам, ја донесува во една состојба на израз, или ја изразува на начин на кој што верувам дека Светиот Дух сака да изразуваме, и дека е добро да бидеме послушни, или подобро кажам, понизни луѓе, кои што слушаат, кои што ги слушаат проповедите на проповедниците, читаат од Словото, го слушаат Светиот Дух, ги слушаат сите тие добри совети кои што им се дадени и на таков начин растат. Ја знам дека некој ќе каже, ама ако јас сум верник, ако ја го имам Светиот Дух, тоа не треба да ве слушам. Океј, пробај, ќе видиш до кај ќе завршиш. Затоа што јас верувам дека структурата која што Светиот Дух е направил е да бидеме понизни еден на друг, или подобро кажам да се подчинуваме еден на друг, а поготово ако видиме дека некој човек стварно успеал или е успешен во тоа што го верува или тоа што го проповеда, како што почнавме на почетокот. Ја не верувам дека некој кој што ја нема таа радост може да ја глуми радоста. Ја не верувам дека радоста се глуми. Ти можеш да глумиш се и се што, ама радоста не се глуми. Тоа е нешто може човек да рече дека е среќен, што има огромна разлика меѓу среќа и радост. Ја усвари не ни верувам дека среќата постои. Ама ова друг пат ќе разговараме за ова. Така да, ако веќе со нешто ве оставаме, или со нешто ве оставам како благослов, како поука или како совет, а тоа е дека радоста е во тебе, слушај, биди послушен на Светиот Дух, биди послушен на твоите водачи, биди послушен на тие кои што се поставени врз тебе, за тебе, и ја верувам дека таа радост навистина ќе биде дел од твојот живот постојано. И јас знам дека многу лоши работи може да се случуваат, но животот не е лош. Животот е добар, животот е дар од Господ. Ја морам да го кажам уште овој стих, а тоа е во Јаков, 1 глава, 17 стих. Океј, Јаков, 1 глава, 17 стих, каде што вели дека секој добар и совршен дар доаѓа од озгора, од таткото на светлините, и во кој што нема сенка на промена. И јас верувам дека тој живот кој што тебе ти е даден, тој живот кој што мене ми е даден, тој не е лош, тој е добар, тој е совршен, тој е исполнет со радост, тој е исполнет со надеж, тој е исполнет со вера, исполнет со благодат, и дека на таков начин мораме да го гледаме. Да, околностите околу тој живот, буквално сега околностите околу нас можат да бидат лоши, може да бидат мизерни, може да бидат застрашувачки, прогнозите може да бидат застрашувачки, но животот кој што тебе ти е даден, тој не е направен или не е создаден да биде живеен со мака, да се живее со страв, да се живее со грижа, него тој е создаден да биде исполнет со радост, да биде исполнет со надеж, да биде исполнет со благодат, да биде исполнет со вера, да биде исполнет со љубов. И само на таков начин Божјата волја, она што ти го започна на почетокот, ќе биде видлива или ќе биде исполнета во тебе и во мене. Така да јас ве благословувам со ова и ве оставам во ова откровение, да сите растеме во него и да таа радост да биде повеќе видлива, да судиите што ќе судат на тие надпревари да бидат насмеани, а да не бидат намуртени. Амен. Вау, супер. Зоран, фала. Многу не сакам да бидам ја непослушен, зборуваме за послушност, да не бидам ја непослушен. Синоќа додека размислував што да споделам денеска, имав силно не пречувство, него силен поттик да кажам некои работи што верувам дека денеска некој ќе ги слушне, и посебно специфично, не знам за кого точно, али специфично сакам да кажам, и затоа го спомнав преска Јаков каде што кажува, но тој што бара, нека бара со вера. Ова е за некој што го бара ова, за некој што сакал
во својот живот да види постојаност поголема од колку што сега е. И сега ти го зборувам тебе лично. Но нека бара со вера, без никакво сомнение, зашто оној кој се сомнева е сличен на морскиот бран, кога ветрот го крева и го тера. И таквиот човек нека не мисли дека ќе прими нешто од Господа, зашто човекот кој се двоуми е непостојан на сите своји патишта. Ти што си, можеш што го согледуваш тој дел, дека си непостојан, но што бараш постојаност, огледај се на најголемиот пример на постојаност, а тоа е твојот Господ. И фати го тој пример и ќе видиш како од непостојан човек, од непостојана личност, ќе станеш постојана во твоите патишта, ќе станеш постојана постојан во твоите делувања, во твоите верувања, ќе станеш постојан во се она каде што си согледувал дека не си постојан. И твојот живот, може би и од денеска, ќе има драстични промени. Прифати ја радоста во твојот живот, благодари во се и ќе бидеш постојан. Така да благословувам сите, благословувам со на крај рекоме радувајте се секогаш, молете се постојано и благодарете во се. И едноставно пак ќе кажам како што и Павле, радувајте се и пак ќе кажам радувајте се, нека вашиот начин на живот биде живот на радост, исполнет со благодарност. Така да останете во добро здравие како што и сте, останете благословени како што и сте, останете праведни како што и сте, свети како што и сте и се гледаме во наредна прилика. Благослов да сите. Благослов.